И предлог законот за спречување на корупцијата предмет на жестока расправа меѓу власта и опозицијата. За првите, законот е во согласност со европските препораки. Треба да има антикорупцијска комисија до изборите за да се следи финансирањето на кампањите, рече министерката за правда Рената Десковска на денешната собраниска седница. Со законот се предвидува формирање на антикорупцијска комисија, но и увид во банкарските сметки на функционерите и во сметките на политичките партии. Десковска ја обвини опозицијата дека го блокира носењето на законот. Јас сум свесна дека одредени поединци, политички партии, групи можеби имаат одредени стравувања од одредени храбри решенија кои што се содржани во законот. Согласно амандманите кои што ги гледавме во изминатиот период, особено проблем произлегуваше околу финансирањето на политичките партии и контролата на политичките партии. Јас ве повикувам овој пат сите заедно прво да ја поддржите потребата за донесување на овој закон по скратена постапка со цел да овозможиме на наредните председателски, а можеби и парламентарни избори да имаме Државна комисија за спречување на корупција, која што ќе врши контролата на регуларноста на финансирањето на изборните кампањи и секако трошењето на буџетски средства во овој период. За ВМРО ДПМН, новите ингеренции на антикорупцијската комисија ќе ја претворат во тело за политички реваншизам. Обвинија дека СДСМ продолжува со носењето на законите со европско знаменце со цел да ја прескокне опозицијата и нејзините укажувања за подобрување на законот. Сакаме да учествуваме. Реагираме на начинот на поднесување на овие закони, на ставањето на европско знаменце на закон кој што претходно дојде во регуларна процедура и доколку дискутиравме по него како колеги пратеници, ќе изнајдевме решение. Затоа што навистина сите овие забелешки кои што ги имаме се во насока на подобрување на текстот на решението. Доволно беа напаѓање, на кој начин ние да работиме во наредниот период, барате сите да се усогласиме околу реформските закони. Дајте ни начин за да можеме да учествуваме. Законот за антикорупција досега е повлечен два пати. Првиот пат по барање на европските експерти, кои побараа да се интервенира во одредени делови за да се зајакне независноста на антикорупцијската комисија. Вториот пат беше повлечен откако пратениците на ВМРО ДПМН поднесоа десетици амандмани и власта тврдеше дека со тоа практично ќе се оневозможи донесувањето на законот пред претседателските избори. Антикорупцијската комисија е нефункционална цели 10 месеци откако членовите си поднесоа оставка.